Се надзира изборното ливче за престојните локални избори во речиси сите општини. Поголемите партии веќе ги објавија речиси 90% од кандидатите кои ќе ја бараат довербата од електоратот за 4-годишното општинско владење. Контурите се исцртани за град Скопје, каде битката е најинтересна. Орце Ѓоргиевски од ВМРО ДПМН, Каја Шукова од СДСМ, Амар Мециновиќ од Левица, Скендер Реџепи од Европски фронт, Башким Бакију од Вреди, а иницијативи до ДИК за градоначалник на Скопје доставили и 6 независни кандидати, меѓу кои Горан Марковски од Независни заедно. ВМРО ДПМН вчера објавија уште 16 кандидати за градоначалници кои, како што велат од партијата, се проверени и блиски до граѓаните. Од владеачката партија потврдија дека за Куманово и Центар ќе ги поддржат кандидатите на знам кои ќе бидат објавени деновиве. Секој еден кандидат е почитуван како индивидуа во населеното место од кое доаѓа и важат за искрени, честни и работливи луѓе. Луѓе кои си го одржуваат дадениот збор и кои ќе бидат вистински татковци на градот. СДСМ веќе стигна до бројка од 60 потврдени кандидатури, а од опозиционата партија ги представија како честни и посветени луѓе кои работат за интересите на граѓаните. СДСМ од експертите беше критикувана за изборот на кандидати, бидејќи повеќе се подпирале на квантитет отколку на квалитет, посебно по скандалот со сегашниот градоначалник на Струмица Костадин Костадинов. Тој извиси за трет градоначалнички мандат. Сега кандидат за градоначалник на Струмица од СДСМ е Маријан Даскаловски, кој важи за близок човек до Венко Филипче. Кандидат за Струмица од ВМРО ДПМН е Петар Јанков. Битката за Чаир се смета за клучна на локалните избори. Вреди и Дуи, односно Изет Меджити и Бујар Османи ќе ги измерат силите во Чаир. Во тетово изборна битка помеѓу Бајрам Реџепи од Дуи и Билјај Касами од Вреди.